Почитуван градоначалник Трајковски, почитувани градоначалници, почитувани советници, почитувани гости. Добредојдовте во Делчево на овој убав ден, ден кога одбележуваме 79 години од ослободувањето на Делчево и 32 години од независноста на Македонија. Делчево чекори гордо по патот трасиран од револуционерите, луѓе со напредна мисла. На овој ден се сеќаваме на сите премрежја, голготи, солзи, крв и пот на луѓето кои живееле на самата граница со Бугарија и се бореле за опстанок. Рурална мала средина, но со големи луѓе со напредна мисла и визија. Денеска е денот кој не обврзува да одадеме почит на луѓето кои со својот живот и заложби ни оставија наследство и обврска да продолжиме по патот кој тие го трасираа. И денеска, 79 години потоа, ние мораме да се подсетиме на старите записи и фотографии од првиот ден на слободно Делчево. Заложбите на комисарот од 4-та македонска ударна бригада Кирил Михајловски Груица, кој зборувал пред насобраните граѓани во ослободениот град Царево село, денешно Делчево. Пред него репортирал бугарскиот полковник Чивингиров, кој бил одговорен за воениот гарнизон во Царево село, со што бугарската фашистичка војска се предала и официјално Царево село било слободно. Тоа бил момент на организирање воена парада по главната улица на Царево село, на која се приклучила една група партизани од Пиринска Македонија. Големиот број граѓани, заедно со партизанските единици, ја пееле песната во борба македонски народе. Бригадата била воена единица, формирана од деловите на 2-та и 3-та македонска бригада, составена и од новопристигнатите борци. На плоштад во Царево село се организирал митинг на кој, освен политичарот Кирил Михајловски Груица, зборували представници на АПЖ и младината. Веднаш по завршувањето на митингот била воспоставена Народна демократска власт. Бил формиран Народно-ослободителен одбор на градот, чиј председател бил Јордан Белогаски, а секретар Васил Ѓоргов. Со нив започнува слободарскиот пот на Делчево. Однесе аманетот за новите генерации, да го градиме наше убаво градче и да се гордееме со него. Во годините наназад, сите председатели на општината, градоначалници, одборници, интелектуалци, работници и лидери оставиле белег во развојот на градот. Да, секоја генерација има своја борба. Нашата е развој на Делчево во урбана средина. Почитувани, Делчево како никогаш досега се гради и се развива. Делчево добива капитални проекти кои му даваат на градот урбан современ лик. Подписот на овие капитални проекти на градоначалникот Горан Трајковски. Го поканувам градоначалникот на општина Делчево Горан Трајковски да ви се обрати. Поведете градоначалник. Почитувани гости, почитувани мои колеги градоначалници, почитувани сестарници од општините, од градовите кои што доаѓате, кои што помогнавте во еден тежок период на Делчево, за време на поплавите, на металната непогода што се случува во Делчево. И вие сте наши големи пријатели, затоа што го покажавте вашето разбирање, вашето срце, тогаш кога е најпотребно на општина Делчево. Делчево денес се сеќава и одава почит на храброста на луѓето со револуционерна мисла и желба за слобода, напредок и просперитет. Се поклонуваме на нивната безкомпромисна волја, жртва и визија дека може да се живее слободно. Може да се гради и да се создаваат услови врз кои што ќе се гради и нивната. Може борбата за слобода да донесе мир просперитет за своите сограѓани, за својот народ. 79 години од ослободувањето на Делчево и 32 години од независноста на државата се датуми цврсто втемелени во современата историја на нашиот град. 7 септември 1944 година и 8 септември 1991 година се датуми кои обединуваат конкурентен период, но и порачуваат дека влогот во клубава иднина, борбата за вредностите во едно современо општество, а со тоа и развојот на една општина се непоценливи.
добивки во едно општество кои за граѓаните немаат цена. Тоа се големите причини за кои вреди да се вложува секој поединец и го тера да создава големи дела. Денешно Делчево е плод на големата храброст и пожртвуваност на слободумните и безстрашните борци за слобода кои ги удрија темелите на слободно Делчево. На сите повоени дејци и лидери кои отрасираа патот на развојот на нашето градче, разпослано на двата брега на Брегалница, да расте и да се развива, да раѓа нови приказни, да се создаваат нови спомени, да се ткае животот во современа урбана средина. Нивното дело е аманет и наш мотив. Нашата генерација има света должност и обврска да продолжи по тој пат, да го гради нашето Делчево во европска урбана средина и со нашето родно место да се гордееме, да создаваме услови за раст на градот во кој што ќе живеат задоволни граѓани. Почитување, изминатата година беше тешка за сите нас. Обревените со економска криза, се уште дерехабилитирани уште од здравствената криза. Делчево беше зафатено од силно невреме кој повторно ја стави на тест нашата подготвеност да се справиме со природните непогоди. Климатските промени не се веќе во еднината, туку ние ги живееме тука и треба во ова време да се носиме со сите предизвици кои природата ги креира. Поплавите беа, хубаво речи, апокалиптични. 65 литри на метар квадратен дожд за нешто повеќе од еден час е природна катастрофа со која моравме да се справуваме. Апокалиптичното невреме кој го зафати целиот регион беше уште еден тест на човечноста, но и подготвеноста на екипите кои посветено и одговорно уште првата вечер од поплавите се справуваат со последиците од обилните паднеши од дожд. Но акцијата за санација на последиците од невремето продолжува и понатаму и ќе трае се до санирањето и на последниот проблем од невремето. Во оваа прилика сакам да изразам благодарност до сите кои помагаа во борбата со поплавите. Посебна благодарност до територијалната противпожарна единица Делчево и јавното комунално предпријатие Брегалница за нивната пожртвуваност со справувањето со природната непогода. Но и огромна благодарност до територијалните противпожарни единици од општините Кавадарци, Дерово, Македонска Каменица, Кочани, Доброволното противпожарно друштво од Певчево, кои први пристигнаа за да ни помогнат на граѓаните. Воедно изразувам благодарност и до граѓаните кои беа голема подршка на екипите на терен, соработуваа и помагаа во спасувањето на имотите. Овој свечен ден го посветувам на сите ви, но и на солидарноста и хуманоста. Во една кризна состојба од широки размери се роди хуманоста за Делчево. Изјавувам јавна благодарност и до владата која одвои средства за санација на оштетената инфраструктура, до армијата на Република Македонија која со механизација и инженерски тим работеа на санација и чистење на редеците и водотеците. Посебна благодарност изразувам до општините Македонска Каменица, Свети Николе, Шпи, Струмица, Маново, Прилеп, до фирмите Кредисимо, ЕСИ, Амбасадор, Регал, Весна Илиевска, Александар Митрев, Љупчо Чурев, за донираните средства на која до денес се уплатени, сметка до денес се уплатени околу 2 милиони денари. Средства кои се употребуваат за санација на дел од последиците од невремето. Почитувајќи, секое време си носи свој предизвик, а наша обврска е да одговориме на предизвиците. Делчево секогаш гордо се исправа и се соочува со проблемите. Наша обврска, како одговорна локална власт, е да работиме во интерес на граѓаните, да го слушаме нивниот глас и да градиме и создаваме подобри услови за живот. За сите ни на овој убав ден, 79 години по ослободувањето на Делчево, задоволство ми е да соопштам дека започнуваме со реализација на уште еден капитален проект – нова детска градина. Денес со министерката Јована Тречевска, со изведувачот на работите, представени во фирмата Артмен Дуел, го подпишавме договорот за нова детска градинка во Делчево во населба Расина. Ова е капитален проект за сите граѓани. Ова е капитален проект за сите граѓани, а посебно за најмладите кои се иднината на овој град и на оваа држава. Ова е капитална инвестиција за градот и инвестиција во раниот детски развој и прифаќање на сите дечиња предшколско образование.
Со изградбата на овој капитален проект анулираме листата на чекање за дес во градинката и директно помагаме на младите родители, овозможувајќи им да се посветат на своите работни обврски. Изградбата и опремувањето на градинката чинат околу 60 милиони денари. Овие средства се обезбедени од владата преку Министерството за труд и социјална политика, а дел од средствата се ососебно од буџет на општина Делчево.